Последното известување, годишно известување на Греко покажува дека нема напредок што се однесува до Македонија. Остануваат истите забелешки, неисполнети, некои делумно исполнети обврски. Да, последниот извештај кој Греко официјално го извади беше на 12 март 2024 година, каде што од сите 25 препораки кои ги имавме, 20 се целосно имплементирани, 4 остануваат делумно имплементирани и имаме една неимплементирана, нели она забелешка која постојано во сите извештаи се надоврзува, а тоа е дека министерот за правда треба да се тргне од работата на Републичкиот судски совет. Министерот за правда треба да се тргне од судскиот совет, таа препорака, односно забелешка, веќе е со години. Последното интервју кога го правев со известувачката и која всушност е шефица на делегацијата македонска во Греко, кажа дека со отворање на уставот за внесување на бугарите, ова би било одлична прилика всушност да се имплементира и оваа забелешка. Видете, сега, тука зборуваме за две различни работи. Значи, имплементирањето на бугарите во уставот представува една политичка категорија, која сега не би сакал да ја коментирам, меѓутоа, итноста на тргнувањето, така наречено, на министерот за правда од работата на судскиот совет, барем неговото провизорно постоење таму, како што кажа, нели, тој немал некоја функција, тој го само учествувал, е приоритет. Значи, тоа мора да се направи без оглед дали уставот ќе се отвори за влегување на бугарите или не. Но тоа не се прави. Не се прави, таа забелешка останува долго време и тоа е навистина катастрофално од повеќе аспекти, затоа што знаеме ние во една демократска земја постои поделба на власта на извршна, законодавна и судска, нели? Министерот за правда како дел од извршната власт, а судскиот совет како дел од судската власт која врши, нели, проценка на работата на судиите, нивно назначување, утврдување дисциплински одговорности и така натаму е катастрофално. Да. Добро, но таа не се имплементира. Не се имплементира и еве ќе ги повикаме јавно сега со новата влада да тоа што побрзо се направи. Има идеи, тоа веќе се најавува од страна на новата влада, еве и Мицковски, мандатарот го најавува дека ќе биде распуштен судскиот совет за да се избере нов. Заради што и Крена Ролога, сегашниот министер за правда, протестира. Па видете, јас сега не знам како да ја сватам оваа изјава. Јас не ја разбирам како тоа дека, не знам, законодавната власт или извршната власт ќе го распушти судскиот совет. Јас повеќе ја сваќам како повик судскиот совет сам да се распушти, бидејќи кога гледаме законот за судски совет, таму јасно стои кога членовите на судскиот совет можат да бидат разрешени при дисциплинска постапка и кога им престанува функцијата. Имат, нели, таксативно наведени делови, така да никој не може да го распушти судскиот совет, тоа да видиме најасно, меѓутоа судскиот совет поради големиот број на критики кои ги трпеше и оние 40 препораки од Европската комисија, односно од Европската унија, кои треба да ги имплементираат, поради ваквата работа би требало да се така наречено само распушти или да си дадат оставка членовите. Но истите судии ќе останат, заради тоа што немаше прочистување, иако се најавуваше долго, со години веќе. Па, вистинското прашање е како би се спровело, нели, тоа прочистување, како би се смениле тие судии. Со испитување на потекло на имот за почеток. Знаете, тоа бара... Со ефикасност се разбира и мониторирање и не од тој дел. Така е, ние ако ги гледаме изборните програми еве на партиите кои ќе оформат власта, гледаме многу мерки за борба против корупцијата. Меѓутоа, сите тие мерки, ако сакаме да ги имплементираме во јавност, односно да имаат нивна практична примена, треба да настапат голем број на законски промени. Значи, без законски промени, овие мерки нема да можат да бидат имплементирани. Така, доколку сакаме да спроведеме така наречен ветинг, нели, на работата на судиите, нивниот имот, потеклото и низа други работи, треба да се спроведат голем број на законски измени. Помеѓу другото, нели, постои одредена законска основа по која работи Државната комисија за спречување корупција, по кој се проверува нивниот имот, по кој даваат изјави и така натаму, меѓутоа треба да бидеме јасни во едно нешто. А тоа е дека доколку постои некој имот кои одредени суди би го стекнале по основ на коруптивни действија и така натаму, сигурно дека тој имот нема да биде дел од нивниот официјален
имот, нели? Не се дава мито на трансакцијска сметка или не знам, не се препишува автомобил или недвижност на име на тој што го прима. Тоа треба да биде малце предмет на поинакви, посуштински законски измени кои што ќе навлезат во делот на проверување на оној непријавен или црн имот на Да, на тоа се функционери, мисли и на целото семејство Така е. конечно, не само... Да. И сепак тие обвинуваат за притисоци. Судскиот совет, еве, конкретно, кога се вели дека треба да биде распуштен, тие протестираат. Видете, притисок како термин, што би значило? Ако некој каже дека ќе ги распушти директно, ако еве да речеме нема таква ингеренција, тоа би бил некој вид на притисок. Меѓутоа апелирањето да се распушти судскиот совет, кој што трпеше критики во претходните години нели на работење. Јасно е, го споменавме и препораките и така натаму кои што им се дадени, тоа не би требало да се свати како притисок, туку би требало да се свати како аларм, конечно доколку не го направат тоа, доколку не се само распуштат или не се дадат оставка, да почнат конструктивно да работат, да постапуваат по преставките на граѓаните, да постапуваат во постапките кај што се бара дисциплинска одговорност на судиите, да ги имплементираат сите препораки од Европската унија, значи да покажат конструктивност во работата и со тоа да го зголемат нивото на доверба. Да. Добро, Греко бара и длабенско испитување на имотите, на судиите, на јавните обвинители исто така. Така е, тоа што го збориме. Значи, длабенско испитување не опфаќа испитување само на оној имот кој тие го имаат официјално заведено, не знам, во катастар, на банкарските сметки и така натаму. Длабенското испитување подразбира имот на нивни блиски роднини, подалечни роднини, пријатели, имот кој не е воопшто регистриран во системот. Добро, исто така и ДКСК говори и Советот на Европа Греко говорат за обвинителите кои всушност не подложат на никакви санкции. И тоа е едно од барањата и неисполнитите. Така е, но и барања. конкретно ако зборуваме се однесува на дефинирање на обсегот на дисциплинските одговорности кај обвинителите и проширувањето на санкциите, односно дефинирање на санкциите кои би се применувале во постапка, дисциплинска постапка пред Советот на јавни обвинители. Меѓутоа ако го земеме јавното обвинителство како еден орган кој треба да биде клучен и централен во борбата против корупцијата, бидејќи тие вршат истрага и покренуваат обвиненија, а и согласно нашите испитувања кои ги имавме во Националниот систем за интегритет, каде што тие имаат централна улога во борбата против корупцијата, а се едни од најниско оценетите органи, ќе кажеме дека последните истражувања, па и анкетите на граѓаните, ако сакате, говорат за тоа дека обвинителството не само што има перцепција дека слабо си ја врши својата работа, туку ужива и многу мала доверба кај граѓаните, токму поради овие работи. Но тоа трае со години. Тоа трае со години и не децени веројатно да, доколку некој правил толку далекосежно истражување, меѓутоа со години дефинитивно може да кажеме дека е така. И мора, доколку сакаме борбата на корупцијата се сведе на еден прагматичен дел, мораме да воведеме пред се промени во законодавството кое се однесува на јавните обвинители, законот за јавни обвинители и законот за Советот за јавни обвинители, и понатаму да направиме еден систем на практична проверка на нивната работа и систем на практична проверка на работата на Советот на јавни обвинители во делот на оно што го дава Греко како препорака, а тоа е дефинирање на санкциите и утврдување на нивната одговорност. И околу подароците мораме да споменаме, и таму има забелешки дека мора да има некаков систем Апсолутно. на давање подароци. Така е, имаше во голем број на јавни институции, помеѓу кои МВР и некои други, нели, веќе се направи оние подзаконски акти кои што се однесуваат на примањето на подароци, до која вредност треба да бидат, кога може да се сметаат за корупција и така натаму, така да и овде во делот на јавните обвинители ова мора да биде дефинирано. Греко е во право. Да, има термин, така да го наречеме, концепт на гостопримство, всушност, кој треба да биде убаво објаснет кога се примаат подароци. Така е. Ако овој термин не се објасни убаво, тогаш неговата примена може да биде злоупотребена. Може се толкова на различни начини. Да.
Иако немаме такви извештаи и нема такви истраги всушност за добивање подароци, но да не заборавиме за тендерот кој се однесуваше на добивањето на Мерцедес од страна на Груевски. Видете, ако нема истраги и ако нема Да. пресуди во одреден дел, тоа не значи дека нема корупција или дека нема злоупотреба. Треба да се потсетиме дека и во последниот извештај кој беше за индексот на перцепција за корупција, се зборуваше за слабата казнивост. Значи, ние самиот термин перцепција се однесува на тоа како ние го перцепираме она за кое што треба да постојат еклатантни докази. Доколку би имало обвиненија, доколку би имало судски постапки, ние ќе имаме јасна слика за тоа. Но недостатокот на истите не значи и дека не постои корупција таму. Да. Околу оној извештај за тортура на затворениците, најголемиот акцент всушност и критиките се однесуваат на затворите кога станува збор особено на Идрисова. Да, комитетот за тортура при Советот на Европа, превенција на така е, за превенција за тортура на Советот на Европа. Да, во последниот извештај се зборуваше за ова прашање, меѓутоа колку што јас бев известен на тоа и дел од нашиот последен барометар, таму се зборува за постоење на голема корупција во затворите. Голема корупција помеѓу управата, помеѓу затворската полиција и така натаму. И пред се зборуваше, односно се ставаше акцент на тоа дека и самите затвореници не уживаат еднаков третман. Значи се газат правата на одреден број на затвореници, други се фаворизираат, не имаат нееднаков третман при издржувањето на нивните казни и сето тоа дава една слика на постоење на длабока корупција која треба детално да се истражи. Да. Добро, околу барометерот иако се однесува само на еден дел на тортурата и на состојбата на затворите, не сме да се заборави и вие ја цитирате ДКСК, антикорупцијската комисија, која бара одговорност од директорката на Академијата за судии за обвинители Наташа Габер. Да, конкретно се работи за покренување иницијатива за утврдување на нејзина одговорност, нели одговорноста треба да следи откако ќе се заврши работата Државната комисија за спречување на корупција. Дали тоа ќе биде така или не, ќе треба да почекаме од нивната финална работа, меѓутоа тие поднесува иницијатива до голем број на јавни институции и бара одредени мислења по однос на ова прашање, откако ќе се оформи овој предмет, да може да се земе во постапка и на крајот да добиеме одлука по основ на оваа иницијатива. Ништо од тоа не се случи. Па не се случи, јас не знам точно колку време помине и колку време им треба на нив, меѓутоа јас се надевам дека ќе се случи во брзо време. Да. Добро го нотирате. 60 дена мислам дека има ставено е таму, дека имаат рок да се произнесат овие институции. Го имате нотирано и случајот со врховниот судија Наке Георгиев со Меджити, изад Меджити, тој е поранешен прв човек на омбудсманот. Да, еден од ударните настани е токму случајот со Наке Георгиев и Меджити, кои што како високо позиционирани луѓе од судството и јавното обвинителство, едниот е врховен судија, другиот нели во Советот на јавни обвинители, под наводи примиле подкуп од 10.000 евра, тоа беше кај врховниот судија, нели? Со цел да се помогне на некој начин во случајот на градоначалник од Ново село, така наречен Боро Малборо, мислам дека му беше називот, и навистина тоа е страшно. Еве ако пазете сега, ние во период кој па можеби е и помало од пола година, имаме изјава нели на претседателката на Врховниот суд дека се врши политички притисок врз нејзиното работење, односно работење на Врховниот суд. Сега имаме случај каде што судија одредува притвор, односно мерки на безбедност, како ги нарекуваат тука, на судија кој работи во Врховниот суд и член на Советот на јавни обвинители. И тоа кога го земеме како една слика, што кажува тоа за работата на судството? Како сакаме ние да ја подобриме перцепцијата на граѓаните која у моментов е 1% доверба нели на судството? Како ќе го подобриме со ваква работа на судството? Затоа треба многу поголем број на случаи, ја не верувам дека ова е изолиран случај на корупција, треба многу подлабинско истражување,
можеби, онако кажав и јас претходно во едно интервју, треба новата власт да размисли за законски измени кои што ќе воспостават еден систем на независна проверка на работата на судиите и јавните обвинители, зборам од полиција до обвинителство и до судство, дали тоа ќе бидат посебни или само оделенија во веќе постоечките кои што ќе бидат наменети само за кривични дела сторени од страна на суди, јавни обвинители и полициски службеници. Добро, тоа можете да го препорачате до новата влада. Апсолутно, јас тоа веќе еднаш го препорачав. Мислам, чинам беше некој интервју на топ тема, да. Го Не, кажа добро, како... сакам да кажам да седнете на маса со новиот премиер и да дадете некакви сугестии. Јас како Благоје Пандовски, како председател и целата организација Transparency International стои на располагање на сите оние стейкхолдери, чинители кои што сакаат да се борат против корупција. Секако дека извршната власт и законодавната власт, од чие мнозинство се формира извршната власт, се главни чинители во државата, кои што преку законски измени, преку дебати, преку стручни усогласувања на постоечкиот систем можат да придонесат во борбата против корупцијата. И јас им стојам на располагање. Ако ме повика, ќе дојдам на состанок со него и ќе ги размениме овие идеи. Сами не се поканувате. Па, Не барате средба. видете, еве, може би е малци и прерано да зборуваме за тоа, треба да почекам нели владата да биде составена. Добро, да ви почне со говорам работа. за новата влада. Како мислите, не говорите... Говорам за новата Така, влада. откако ќе се состане, не останува исклучено и да побараме ние. Да, добро. Света, да. Околу нотирањето на случајот со спортски ваучери. Еве, ова се поранешни функционери практично, кои се под истрага, одземени се пасошите, но немаме никакви информации до каде е истрагата. Така е, таму се работеше за ваучери, нели, за спортисти кои што, мислам дека на двајца од Агенцијата за млади и спорт и еден од Македонскиот олимписки комитет да. им се изречени уемерки, инаку чинам беа околу 12 лица кои што беа мешани во целата оваа постапка. Навистина е страшно да пари, односно средства, кои што се наменети за млади спортисти, кои треба да го носат спортот напред во оваа држава и треба да се мотивираат да работат, да таму постои корупција и нели во овој сегмент кој, да речам, не е дел од политиката, кој треба да биде дел од спортот, се внесува со политика, се внесува со корупција и на некој начин голем дел од овие млади спортисти се демотивираат понатаму да нижат успеси. Добро, видете, во сите пори е всушност корупцијата. Апсолутно. Не можете да издвојувате дека единствено Агенцијата за спорт е некаков срам, како видите. Во сите сегменти е голем срам. Така е, во Да сите постои сегменти е корупција. голем срам, меѓутоа, знаете, кога зборуваме за развој на млади спортисти, кога зборуваме, еве, да го земеме ово од перцепција на еден млад спортист, кој што не се разбира во политика, уште помалку се разбира во право, може би не знае што е тоа корупција. Некој дете од 15-16 години кој треба да прими определена, да речам, инекција за понатаму да може да остварува успеси. Кога тоа ќе се соочи со неправдата на тој левел, може да замислите колку е тоа страшно во понатаму во неговиот развој. За крај, препораката на антикорупцијска комисија која се однесува всушност на неспојивост на функциите на моменталните пратеници кои се уште обавуваат министерски функции. И не се откажуваат од нив. Да, оваа препорака на антикорупцијска до нив, значи има поголем број на, мислам дека случаи на каде што се случува оваа неспојивост, каде што тие се веќе избрани во законодавниот дом, а се уште обавуваат функции од извршната власт, на некој начин, иако е добра, е сувишна. Тие самите, бидејќи ова е, како да кажам, кривично дело, нели? Тие обавуваат две функции кои се неспоиви. На некој начин вршат злоупотреба на својата службена положба властување. Прво, тие самите треба да се освестат тоа да не го прават, иако препораката, пак ќе кажам, е добре дојдена на антикорупцијската комисија. Меѓутоа, ова би требало да има малце и поширок сегмент, односно органите кои што се надлежни за прогон, а веќе има индиции, имаме и јасни докази дека вакви злоупотреби се вршат, треба малце повеќе да се позанимаваат со оваа околност и да започнат со истрага во овој дел.
Ова не е прв пат. Ова не е прв пат, значи ова е нешто што како несанкционирано се провлекува во повеќе наврати Да. и конечно мора да се излезе со една постапка која ќе ги реши овие понатамошни злоупотреби. Добро, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам.